да искористам приликата да кажам дека не може да се зборува, почитувани колеги, за чиста технологија за топилница и леарница, кога по дефиниција тоа спаѓа во тешка и загадувачка индустрија. Не може да се зборува за чиста технологија која би ја правила некаква си фантомска фирма без портфолио. Фирма регистрирана минатата година на Девствените острови со само 100.000 евра влог, а пазете, ветува 15 милиони евра инвестиции. А да биде мајтапот со граѓаните уште поголем, на чело на таа фирма се представени две дечиња кои што магистрирале во Англија на Кранфилд универзитетот. И името на оваа фантомска фирма е всушност земено според името на универзитетот во Англија каде што магистрирале тие деца. А за да биде уште поголем мајтапот, е тоа што сето ова мириса на нешто сомнително, на нешто неубаво. И жал ми е што морам да кажам, меѓутоа изгледа дека допрва ќе дознаваме чии пари биле извлечени од Македонија и преку оваа фантомска фирма се сака да се вратат назад во земјава и некако да се легализираат. А конечно, гревота е на граѓаните на Пробиштип да им се насадува таква тешка индустрија, загадувачка, кога тоа е еден прекрасен рурален крај, каде што толку се вложуваше и толку вложувавме за развој на туризмот, за производство на здрава храна. Немам дополнителни прашања, што да прашам, се е кажано, овој одговор е пасе. Се однесува за јавна расправа што требало да се одржи на 25 септември пред еден месец. Благодарам. Немам дополнителни.